Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Избран е проектот за реконструкција на двата ски лифта на Пониква, што како предлог беше понуден на регионалните форуми на заедницата во Штип. Се очекува за активностите за реконструкција да се добијат 85.000 швајцарски франци, како поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Ски лифтовите во туристичкиот центар Пониква на Соговските планини ќе се реконструираат во текот на летниот период со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. За реализација на активностите ќе се обезбедат 85.000 швајцарски франци преку програмата Регионални форуми во заедницата. Комисијата за евалуација го избрала концептот за натамошно развивање на потенцијалите на планинскиот центар. Проектот што е прифатен ќе се финансира од фондот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, со што ќе се реконструираат двата ски лифта со вкупна должина од околу 700 метри. Реализацијата на проектот треба да придонесе за унапредување на туристичката понуда за посетителите на Пониква, како и за модернизација на постојната инфраструктура. Тоа треба да ги подобри условите и капацитетите за скијање, информираа од секторот за локален економски развој на општина Кочани. Реконструкцијата на ски лифтовите на Пониква беше предлог од учесниците на регионалните форуми во Источниот плански регион, што се одржуваа во Штип во февруари оваа година. На работните средби тогаш присуствуваа представници од граѓанскиот, јавниот и бизнис секторот од сите 11 општини од регионот. Програмата Регионални форуми во заедницата ја реализира Центарот за развој на Источниот плански регион во соработка со Министерството за локална самоуправа и со Швајцарската агенција за развој и соработка. Граѓаните кои ја загадуваат животната средина со исфрлање отпад и шут на недозволени места ќе бидат санкционирани. Од локалната самоуправа на Кочани најавуваат казнени мерки за да се спречи ширењето на дивите депонии. И покрај апелите од надлежните служби и насоките за местата каде што треба да се исфрла комуналниот отпад и шутот од домаќинствата, не запира трендот за создавање нови и обновување на поранешните исчистени диви депонии во околината на Кочани. Поради тоа, општината најавува соодветни санкции против загадувачите на непосредната околина, кои повторно по кој знае кој пат го потврдија своето несовесно однесување. Комуналните служби од Водовод деновиве работеа на темелно отстранување на дивата депонија во населбата Трајаново Трло, што беше формирана непосредно до повеќе наменското спортско игралиште. Според надлежните, во вторникот од оваа локација се изнесени 20 камиони смет, шут и градежен отпад, што бил исфрлан од дел од местното население во оваа населба. Само 10 минути подоцна, без оглед на новата состојба и расчистениот простор, несовесни поединци повторно го наградиле просторот со исфрлање нов отпад. По пријава, увид на локацијата во населбата Трајаново Трло извршиле општинските комунални редари, кои најавуваат преземање соодветни мерки против сторителите. Согласно изборниот закон, болните и изнемоштени граѓани ќе гласаат еден ден порано од закажаниот датум за првиот круг на претседателските избори. Наместо на 21. на 20. април во 4 општини од регионот, своето гласачко право во домашни услови ќе го остварат 113 граѓани. Вкупно 113 граѓани со право на глас од 4 општини од микрорегионот ќе гласаат еден ден порано од регуларниот датум за првиот круг на претседателските избори. Толкав е бројот на пријави за болни и изнемоштени лица, што како основани биле прифатени од страна на општинските изборни комисии. Овие лица, наместо в недела, ќе гласаат в сабота во домашни услови. Најмногу од нив се во Кочани, 57, потоа во Виница, 36, во Зрновци се 12, а во Чешиново Облешево само 8. Се дознава дека бројот на поднесени пријави бил нешто поголем, но поради некомплетни документи, неисполнување на условите или други причини, дел од пријавите биле одбиени.
Што се однесува до другите општини од источниот плански регион, најмногу пријавени болни и изнемоштени имало во Делчево, каде наместо на избирачките места во своите домови ќе гласаат 192 граѓани. Според информациите од општинските изборни комисии, во 11 општини од регионот, вкупниот број на прифатени пријави за болни и изнемоштени лица изнесува 540. Тоа е за околу 250 лица помалку во споредба со локалните избори во 2017 година. Во фабрика во Виница повредено 25 годишно момче. Го повредил неговиот колега, работејќи со вилушкарот. Полицијата од Виница направила увид и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Работник бил повреден од вилушкар што го управувал негов колега во фабрика во Виница. Според полицијата во 18 часот и 10 минути во полициската станица Виница било пријавено од општата болница Кочани дека кај нив со повреди бил донесен 25 годишниот ЈХ од Виница. Според пријавата, 45 годишниот РС од Виница, управувајќи вилушкар во фабрика во Виница, со палета го удрил ЈХ и го повредил. Увид извршила екипа од полициската станица Виница и трудов инспектор. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Следува информацијата од спортот. Второлигашот Баскет Дино се најде на предпоследното место на табелата по одигрувањето на надпреварите од 25-тото коло во првенството на втората кошаркарска лига Исток. Со тоа екипата се доведе во ситуација за борба за опстанок во лигата, што според распоредот до крајот на првенството ќе биде многу тешко. Кочанскиот кошаркарски второлигаш Баскет Дино продолжува да тоне во долниот дел на табелата во втората лига Исток, откако и во 25-тото коло од вториот дел на првенството не успеа да извлече поволен резултат. Лошата серија од неколку надпревари без победа продолжи и на гостувањето во македонска Каменица против тимот на Баскеткам. Нашите кошаркари се вратија без бод, откако доживееа сигурен пораз од 79-67, со што остануваат на предпоследното место на табелата. Во моментот екипата има 22 бода, исто колку што и тимот на Куманово 2009, кој има подобра кош разлика и една позиција погоре. Другите две конкурентски екипи, Спарта и Баскеткам, имаат 24 бода и се чини дека се извлекуваат од опасната зона на дното. Сепак, сите 4 екипи имаат и надпревар помалку, така што теоретски шанси за поместување во редоследот се уште постојат, иако што се однесува до Баскет Дино, тие се многу неповолни. Според распоредот на првенството, до завршувањето на вториот дел има уште неколку кола, во кои неопходно ќе биде нашиот второлигаш да забележи победа барем на домашен терен, за да го поправи бодовното салдо и да се надева на опстанок во лигата. Во спротивно, влегувањето во второлигашкото кошаркарско друштво ќе биде излет само за една сезона.
Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.